Истрагата за висока корупција во апелацискиот суд започнала пред 9 месеци по пријави за сериозни индиции за примање мито до 100.000 евра со цел да се влијае врз укинување на мерката притвор за Љупчо Пецов во судскиот предмет Синџир, каде што поранешниот правобранител Фехми Стафа беше фатен на дело. Со овие зборови денеска започна брифингот со новинарите на јавниот обвинител за гонење организиран криминал и корупција Ислам Абази и обвинителката во предметот Искра Хаџивасилева. Таа изјави дека покрај другите материјални докази, пријавите добиени од телефонските разговори на притворени лица, врските меѓу Стафа и апелацискиот судија Ристов биле долготрајни и дека постојат сомнежи за сторување на 2 тешки кривични дела. Извршени се претреси на 3 локации поврзани со истрагата против апелацискиот судија Ѓоко Ристов, при што по втор пат нашите единици влегоа во куќата на неговите родители во Неготино, каде што пронајдоа бункер на приземјето, поточно во кујната. Беа забележани сомнителни околности за изведување градежни активности, корекција на зидните плочки, пошто при отстранување на една керамичка плочка од зидот беше откриена дупка во која имало алуминиумски ролни во форма на цилиндри, спакувани во 13 поединечни пакети. Во нив беа пронајдени вкупно 610 банкноти во апоени од 500 евра и 225 банкноти од 200 евра, односно вкупно 350.000 евра. Раководителот на ова обвинителство Ислам Абази изјави дека по апсењето на Стафа службите го следеле судијата Ристов, кој во меѓувреме зеле и боледување со цел да се спречи негово евентуално бегство, но поради имунитетот што го имал, немало можност за примена на посебни истражни мерки и прислушување на телефонот. Тој истакна дека поради тајноста на истрагата не може да се изнесат повеќе детали, но не ја исклучи можноста за проширување на истрагата во зависност од прибирањето на материјалните докази и изјавите на сведоците. Со оглед дека има активно боледување, проценивме дека мерката домашен притвор и заплената на патните документи во моментов се соодветни за да се обезбеди тој да не ја напушти адресата на живење и да не постои ризик од бегство, влијание врз сведоци или повторување на делото. Дополнително, привремено му е забрането и вршење на судиски активности. Од безбедносни причини не може да се соопшти адресата каде што се наоѓа во домашен притвор, а извршена е и контрола над зидовите во таа куќа. Вчера единицата за корупција при одделот за гонење организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против Ѓоко Ристов со живеалиште во Скопје поради постоење основано сомнение за сторување на кривични дела, незаконско стекнување и прикривање на имот и перење пари и други приходи од кривично дело. Ѓоко Ристов во својство на службено лице судија во апелацискиот суд во Скопје во период од 10.2.2020 година до денес, спротивно на законската обврска за пријавување на својата имотна состојба или нејзините промени, дал лажни податоци во врска со својот имот и имотот на неговото семејство, кој значително ги надминува неговите законски приходи. Неговиот адвокат Звонко Давидовиќ по сослушувањето во судот изјави дека пронајдените пари не биле на судијата, туку на неговите родители, нешто кое што било наведено во полицискиот записник откако биле пронајдени.